Ние дефинитивно мора да имаме соодветна пробиотска суплементација континуирано, особено доколку не јадеме доволно свежа храна на база на овошје, житарки некои и така натака. Пробиотиците се докажани, значи имунолотори кои се добри не само за гастроинтестиналниот тракт, туку поготово некои соеви специфични го скратуваат и времетрењето на респираторните инфекции, што е важно во конкретнава ситуација. Така да дискутираме за пред се за млечно-киселински пробиотици кои што се најбезбедни и најефикасни, меѓутоа во концентрации некаде од барем 2 билиони единици на ден. Не треба да се заборават и бета-глуканите, како доста безбедни природни стимулатори, кои што повторно дискутираме за концентрации од 500 мг па нагоре, има сега и до 1200-300 мг во формулации на пазарот зборувам, кои што се за дневна употреба, а кои што се многу добри, затоа што сите овие до сега што ги зборував, и витамин С, и витамин Д, и цинк, и пробиотици, тоа е све окей, ама тие нема веднаш да дадат резултат. Треба да ги внесуваме од предходно време, така. Бета-глуканите, значи за 2-3 дена веќе може да предизвикаат значаен ефект во дејствувањето на макрофагите, тоа се оние први клетки кои што први доаѓаат во контакт со патогените во организмот. Да речеме клетки кои што едноставно ги уништуваат сите патогени кои што доаѓаат без некое особено размислување и така